Прво, доколку никој пратеник сака да даде поддршка, се знае дека како се гледа поддршка, се гласа за амандманот. Со популизам кај мене не поминувате, уште помалку кај моите сограѓани од населените места Зеленикова, Петровец и Илинден, господинот Минов, се однесува на господинот Минов. Имено, се сеќавам како денес, во буџетската расправа, тука присуствуваше министерот за финансии, кај многу колеги се обидуваша при одбивањето на амандманите да им укажа дека колегите би можеле да ги посоветуваат локалните самоуправи да аплицираат на фондовите кои што им стојат на располагање. Така, сега јас ќе ви одговорам, само сослушајте ме. Да ги посоветуваат локалните самоуправи за мислата, да аплицираат во рамките на фондовите кои што стојат на располагање од нашите билатерални партнери и фондовите на Европската унија. И бидејќи имав доволно трпение да го сослушам секој негово подинакво исто образложение за неприфаќање на амандманот од колегите, има и снимки за тоа, земав збор. И кога земав збор, му го кажав ова на министерот. Министер, сум изненадена што и за моето, овој пат заменик министерот се пуштил, најверојатно е посоветуван такво образложение за моите амандмани да не даде, па вие, господин Минов, се охрабривте да ми дадете образложение за јас да ги посоветувам моите локални самоуправи, градоначалниците на моите локални самоуправи кои што ги представам каде да аплицираат. Замислете, му кажав ова на министерот, добро се сеќавам, министер, изненадена сум, знаејќи дека и двајцата доаѓаме со професионално искуство од секретаријатот за европски прашања, кој што е координатор, национален координатор за европска помош на Република Македонија, да ми дадете такво образложување и човекот културно се насмеа и го прифати, ја прифати мојата реплика, заради тоа што знаеше каков проблем канцеларијата, односно НИПАК офис, Националната ИПА канцеларија, бидејќи секретаријатот за европски прашања и Национална ИПА канцеларија, како координатор на европската помош во Македонија, се соочува во делот на менаџирањето на европски фондови во Македонија. Првиот проблем, почитувани колеги, во неискористеноста на фондовите се административните капацитети, односно слабите административни капацитети во сите општини. Вториот проблем е недоволната можност на општините за финансирање. И тоа не е проблем од денес или од пред 5 години. Тоа е континуиран проблем за кој што државата, институциите на централно ниво не нашле за можност да ги поддржат локалните самоуправи. Дополнително, не најдоа доволно можност да посветат доволно обука, поддршка, финансиска, материјална, експертска, за да ги едуцираат капацитетите кои што реално во помалку развиените општини се навистина оскудни или мали, за да истите потоа самостојно можат да аплицираат на фондовите кои што ни стојат на располагање како земја кандидат за полноправно членство. Господин Минов, кога министерот за финансии, дека можеше да има доволно разбирање и култура за што зборувам, ќе ве молам во иднина, барем кај мене, да не се обидувате на ваков начин да ми реплицирате. Прво станува збор на вистина, затоа што поддршката Марија ќе ве молам. Доколку сакате да ми реплицирате, да земете збор. Меѓутоа, станува збор, затоа што во текот на овие денови го слушнав и ова образложение. Почитувани колеги, почитувана јавност, станува збор на вистина за една голема, како да го најдам соодветниот збор, како да не бидам, еве не вистина, нешто што не е во ред, да алудирате дека локалните самоуправи треба самите да одат, да талкаат и да аплицираат. Па треба да имате доволно познавање, погледнете ги анализите од нашите европски партнери, од Европска комисија, за да видите со какви капацитети располагаат и локалните самоуправи. Дали имате информација дека најголемата искористеност на европските фондови во Македонија во делот на локалната самоуправа е токму во општините кои што
имаат административни капацитети пред се за да аплицираат. Можете да ми објасните како помалку развиените општини ќе аплицираат каде што прво немаат доволно човечки ресурси? Зашто говориме ние? Има апел, не е тука министерот за финансии, но ќе го држам за збор веднаш штом ќе се појави. Ве молам, воздржите се, имате колеги, право на збор, на реплика се. Колегата Минов се обида тука да укаже нешто, јас имам право да му реплицирам. Помошта господине Минов е сега и веднаш. Немојте да патувате помалку развиените општини и да им окажувате да аплицираат кога тие се соочуваат со, ви укажав во неколку наврати, со какви проблеми. И тоа не е се од сега, тоа е со години. Јас апелирав до министерот за финансии, повторно кажувам, после од видео снимки, јас се го држам министерот за финансии, се збор заради тоа што тој се согласи на тоа. Да ги повика сите општини, сите локални самоуправи, представници, да разговара со нив, не само да ги набројува фондовите, туку кога ќе ги погледнете критериумите за да можете да аплицирате, вие од старт не можете ако сте помалку развиена. Сега овдека да не должам многу, меѓутоа сите кои што сме работеле на оваа проблематика е повеќе од јасна. Затоа ве молам, не бојте само како да имате образложение зошто го одбивате амандманот, да излегувате со такво едно образложение. Тоа го укажа во буџетската расправа, министерот за финансии го прифати и потоа се повлечи, навистина се подготви малце посериозно во делот на образложението. Јас ви благодарам што се обидувате на било еве каков начин да помогнете, меѓутоа ние како противници се знае како можеме да помогнеме, а тоа е со конкретно гласање за, против или воздржан. Или па видео изменување на амандманот, доколку имате предлог, да се усогласиме и тука да го поддржиме. Меѓутоа ќе ве молам, во делот на надлежностите на локалната самоуправа и во делот на можностите, истите да не бидат злоупотребени, затоа што во сите извештаи можете да ги пронајдете со какви потешкоти се соочуваат локалните самоуправи во години на назад. Или ќе изнајдеме начин да им помогнеме, искрено и честно, а тоа е со градење на капацитети во делот на менаџирање и искористеност на европски фондови, или да не продолжуваме со никаков популизам. Ви благодарам.